Вести на Канал 8. Добар ден. Општина Кочани ја разгледува иницијативата за откуп на оризовата слама по завршувањето на жетвата, за да се спречи нејзино палење како една од причините за загаденоста на воздухот. Сламата би се користела во филтер станицата за отпадни води кај Мојанци, а идејата за тоа дошла од представници на швајцарската амбасада, кои ја финансираат нејзината изградба. Палењето на сламата и страништата во оризовите ниви останува најголем проблем во борбата за намалување на загаденоста на воздухот во Кочанско. Во локалната самоуправа веќе се размислува како да се променат навиките кај земјоделците од регионот, да не го прават палењето по завршувањето на жетвата или напред пред почетокот на подготовките на површините за сеидба. Има иницијатива сламата да се откупува и на таков начин земјоделските производители да се принудат да не ја палат. На последната седница на Советот на општината, градоначалникот на Кочани Никол Чоилиев рече дека иницијативата за ова дошла од швајцарските партнери, чија влада ја финансира изградбата на станицата за пречистување на отпадните води во Кочани. А во план е во постапката да се вклучи и Министерството за земјоделство. Нашите поддржувачи, посебно од швајцарската влада, се многу загрижени за овој проблем палењето на сламата. И по долги дискусии излегна еден заклучок, не знам дали ќе успееме да го реализираме, меѓутоа јас ќе излезам со предлог до Министерството за земјоделие во иди на субвенциите за оризот да бидат врзани со предавање на сламата, не со палење. Се со цел да ги обврзиме собствениците на нивите, да не го палат остатокот од страништата и сламата, туку да го предават, односно веројатно ние ќе видиме со опуштањето на пречистителната станица ќе имаме потреба од слама и ќе со некаков надомест ќе пробаме да ја собираме, се со цел да тој проблем го ублажиме, да не речам спречиме. Градоначалникот додаде дека се размислува проблемот со палењето на сламата да се решава регионално, зашто тој иницирал состаноци со градоначалниците од соседните општини, но и со командирот на полициската станица и на територијалната противпожарна единица од Кочани. Целата идеја е да се изнајдат ефикасни мерки за да се спречи или намали палењето на сламата и страништата. Инаку засега нема официјални пресметки колкави количини слама ќе бидат потребни за технолошкиот процес во пречистителната станица за отпадни води кај Мојанци, ниту пак за сумата што би требало да се издвои за оваа намена. Градоначалникот Илиев веќе ги запозна членовите на Советот на општината и најави поширока дебата за иницијативата. Општина Виница ќе ја намалува задолженоста за половина, откако обезбеди пари од државата за враќање на старите долгови. Во план е од идната недела да започне отплаќањето на обврските што биле трупани во изминатите 2 децении. Локалната самоуправа на Виница ќе им исплати на доверителите 20 милиони денари, со што вкупната задолженост на општинската буџетска сметка ќе се намали за половина. Советот на општината на последната седница даде согласност враќањето на парите да започне од идната недела, а на повикот што беше објавен пред околу 2 месеци, 22 фирми пријавиле вкупни побарувања од 28 милиони денари. Станува збор за отплата на долгови што се натрупувале во изминатите 2 децении, од кои најголем дел се кон градежната фирма Пелагонија. Овој долг се влече од 2001 година од изградбата на плоштадот Ангел Винички. Со ова го решаваме проблемот и на фирмата, тоест на АД Пелагонија во стечај, ќе исплатиме сума од 5 милиони денари, што значи дека општина Виница повеќе нема да биде должна на ова предпријатие или на Пелагонија во стечај. Меѓутоа има и други компании, така да јас ќе кажам дека од овие 20 милиони денари или 28 милиони денари колку што имаше побарување, 25 милиони денари се долгови кои што се направени до 2016 година или 2017 година, а 2 милиони денари се после 2017 година. Актуелната локална власт во Виница наследила долгови и неплатени обврски и кон акционерското друштво Електрани на Македонија. Потоа за проектантски и градежни услуги за улици, за котизација во заедницата на единици на локална самоуправа ЗЕЛС, како и други трошоци. Во меѓувреме, направени се преговори со сите доверители и освен со една фирма, со сите други е постигнат договор за целосна исплата на долговите.
Со намалувањето на задолженоста, градоначалникот Димитров очекува значително да се подобри кредитниот рейтинг на општината, а за наредниот период се најавуваат активности за јакнење на низината финансиска стабилност. По расчистувањето на дел од долговите, обврските кон доверителите од буџетската сметка на општина Виница ќе изнесуваат нешто повеќе од 20 милиони денари, од кои половината се трансфери за проекти што ги финансира Светска банка. Виница доби грант за мини багер од Јапонската амбасада за потребите на јавното комунално предпријатие Солидарност. За краток временски период ова јавно предпријатие успеа квалитетно да го подобри машинскиот парк. Долгогодишната меѓународна соработка на Македонија и Јапонија, која заокружи 25 години дипломатски односи со позитивен фидбек и на локално ниво. 9 општини, меѓу кои Виница, добија грантови за реализација на локални проекти. Градоначалникот Ивица Димитров и директорот на јавното комунално предпријатие Солидарност Игорчо Христов потпишаа договор со јапонската амбасадорка Кейхо Ханеда за добивање грант во мини багер со ровокопач Хитачи, чија вредност е 29.054 евра. Ова е наша втора средба со амбасадорката Ханеда, која пред неколку месеци гостуваше во Виница, и еве таа наша средба резултираше со конкретен исход, зашто сакам јавно да се заблагодарам, рече градоначалникот Димитров. Во краток временски период успеавме квалитетно да го подобриме машинскиот парк на нашето предпријатие. Пред месец дена набавивме ровокопач за потребите на градежната оператива, а еве сега го очекуваме да пристигне и новиот мини багер, со што очекувам значително да се подобрат нашите комунални услуги, рече директорот на предпријатието Христов. Инаку на свеченоста во Скопје на подпишувањето на договорите покрај амбасадата присуствуваа и повеќе министри од владата. Наместо палење на сламата, кое е забрането и со закон, потребно е нејзино сецкање и заорување, бидејќи на тој начин се подобрува плодноста на почвата. Една од важните работи е да се изврши добра припрема и обработка на почвата. Препорачливо за ѓубрењето е да се вршат агрохемиски анализи на почвата. За поголема конкурентност на пазарот и добри принози на оризот, потребно е намалување на одредени навики кај оризопроизводителите, советуваат земјоделските стручњаци. Во овој период од годината, односно на пролет, обично земјоделците ги подготвуваат површините за сеидба на оризот. Стручните лица советуваат, ако е можно, основнотоорање да се изврши на есен, бидејќи така покажуваат истражувањата кај нас и во светот дека тоа е подобро за оваа култура и е подобрува плодноста на почвата. Во секој случај, ако дозволуват условите за тоа, односно треба понавреме да се отстрани сламата, да се балира или да се исецка за да може да се инкорпорира во почвата. Кај нас се врши испалување на сламата, тоа и по закон е забранено, меѓутоа и е лоша мерка. Меѓутоа земјоделците тоа го прават бидејќи немат можност да ја исецкат сламата, бидејќи таа им смета при преработката. Меѓутоа треба да се менуваат навиките, да се внесуваат нови технологии и да се врши заорување на сламата, сецкање и заорување на сламата. Тоа дава добар ефект, подобрува плодноста на почвата, се зголемува потенцијалот на хумус во почвата, а хумусо е едно соединение органско кое врзува доста како магнет, ги врзува хранливите материи и не им дава да се измиваат, бидејќи оризот се нели одгледува во вода, така да поефикасно се користи секое употребено минерално ѓубриво во исхраната на самите растенија. Една од основните работи која што кај нас не се прави или малку се прави е агрохемиската анализа на почвата, односно ѓубрењето на оризот се врши искуствено, што не е препорачливо, велат стручњаците. Земјоделците не знаат што има во почвата и колку треба да ѓубрат. Од една страна може да има недостаток на некој елемент, а од друга страна може и да
стават повеќе азот или некое друго минерално ѓубриво, што може прво и токсички да делува врз самото растение, врз развојот на неговото растение, но може и, односно не може, него и сигурно има големо влијање врз цената, односно го ромашува земјоделецот нема потреба да внесе. Затоа ние препорачуваме да се вршат агрохемиски анализи и тие се доволни на 3 до 5 години да се изврши еднаш. Не мора секоја година да се оптеретуваат со таа работа. Тие и се субвенционирани од страна на Министерството за земјоделство, така што агрохемиските анализи на почвата треба да станат навика кај земјоделците, со цел со помали количини на употребено минерално ѓубриво да добиваат повисоки приноси. Се уште, додава Андов, нашите приноси на ориз во државата се движат од 5 до 6.000 килограми по хектар. Само за споредба, соседна Грција има од 8 до 8.500 килограми по хектар. За да бидеме конкурентни на пазарот, мораме да го зголемиме приносот по единица површина, вели Андов, и додава дека ако тоа не го направиме, не може да бидеме конкурентни на пазарот, а цените секако зависат од конкурентноста. Затоа, советува Андов, треба да се менуваат одредени навики во самото производство кај оризопроизводителите. €20.000 подршка дава државата на младите земјоделци да започнат земјоделски бизнис. Мерката за нивна подршка треба да ги задржи младите на село. Младите земјоделци кои ќе сакаат да работат на поле ќе добијат €20.000 финансиска подршка од државата. Ова е новина во програмата за рурален развој со кој досегашната подршка е двојно зголемена. За да ги добијат овие средства не е доволно само да бидат млади земјоделци, туку да имаат и издржани проекти за реализација. Што се однесува за програмата за рурален развој, има промени и тоа е позитивни промени, така да средствата што беа наменети за млад земјоделец, што однесува €10.000, сега се зголемени на €20.000. Меѓутоа, начинот на добивање на тие средства е променет во позитивна смисла. Не може секој да ги добие тие средства, мора да изготви програма, програмата да е издржлива и кога ќе биде таа програма одобрена, кога ќе се види дека навистина тај млад земјоделец навистина сака да се занимава со земјоделие, тогаш парите ќе му бидат одобрени. Да речеме за наши услови дека €20.000 за еден млад земјоделец за почеток не е малку. Колку двојно зголемената субвенција ќе ги стимулира младите да отпочнат земјоделски бизнис е прашање на време. Иселувањето на младите не е тренд кој е присутен само кај нас, вели Шаклев, убеден дека оваа мерка ќе им биде од помош на младите земјоделци. Тешко да се задржат младите, не само кај нас во Македонија, тоа е тренд во цела, не само Македонија, тука и Бугарија, Романија, сите посиромашни земји, да кажеме, сите одат на запад, имат поголеми плата, подобри услови. Ја мислам дека, иако е овака навидом добра оваа мерка, не само малку тие пари за наши услови зборувам, дека некои што веќе се живеат на село, што се определиле да живеат на село, позитивно ќе искористат оваа мерка. Просечната старост на македонскиот земјоделец е околу 50 години. Земјоделските здруженија алармираа дека ќе нема кој да ги замени на нивите. На последниот оглас за субвенционирање на проекти се пријавија 140 млади земјоделци во државата, сите на возраст до 40 години, запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства, согласно Законот за рурален развој, кои што можеа да аплицираат за добивање средства за млад земјоделец од програмата за рурален развој. Во сите училишта течат подготовките за државниот надпревар по роботика, што ќе се одржи во Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Учениците ги презентираат своите проекти со кои што ќе се представат на државно ниво. И во Основното училиште Свети Кирил и Методи беше презентиран проектот со кој што ќе се представат учениците на државниот надпревар по роботика First Lego Liga, што ќе се одржи на 23 февруари во Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Учениците од Основното училиште Свети Кирил и Методи Кочани подготвија презентација по повод престојниот прв државен надпревар по роботика First Lego Liga, кој ќе се одржи на 23 февруари 2019 година во просториите на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Темата на надпреварот оваа година носи наслов во орбитата. На сите ученици, екипи и учесници на надпреварот им посакувам успех и добро дружење.
На презентацијата присуствуваше и градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев, како и представници од Ротари клубот Кочани Виница. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.